Приказни за Зоки Поки. Големо патување. Не знаете вие колку Зоки Поки сака да патува. Секое утро оди тој до неподвижните автобуси и камиони на улицата, ги гледа, ги отвора нивните врати, разговара со шоферите, влегува во кабините и црта прави и криви линии врз големите прашливи врати на овие возила. А еден ден тој тргна на едно големо, долго и возбудливо патување. И да знаете, тоа беше тогаш кога Зоки Поки научи да си го пишува името. Патуваше така Зоки од еден мал град во едно големо село, па покрај една широка река до едно долго море, дојде во една тесна улица, а потоа изби на еден малечок плоштад, па виде една ниска планина и се искачи на една висока рамнина. И се така патуваше и патуваше по целиот свет. Патуваше со денови и со ноќи, а крај него дуваше ветер и патиштата го сосипуваа со својот прав, и сонцето го печеше, и студот го штипеше. Моторот работеше неуморно, а Зоки ни да се помрне. Се на истото место си седи, гледа што станува и молчи, глас не пушта од себе. Така тој ја пропатува едната половина од овој широк свет. Доволно му е кога е дете. И токму сакаше да појде и понатаму, туку шоферот го запре камионот, ја тресна вратата од кабината, го донесе дебелото црево и почна да го мие извалканиот камион. А тоа беше страшното, затоа што токму поради ова мораше да престане ова долго, најдолго и највозбудливо патување. Не чудете се многу и не жалете го обестрашниот Зоки Поки, зашто, што е и најчудно, и тој самиот не знае за ова големо патување. Додека тој си седи дома, тоа наместо него патуваше неговото име, што тој го напиша врз прашливата врата на големиот камион.